Пеколен бран ќе ја зафати Македонија. Температурите од денес па во наредниот период постојано ќе бидат во пораст. Најжешко според метеоролозите ќе биде следната недела кога живата на термометарот ќе се искачи над 40 степени. За утре се очекува за 1 степен потопло време, односно ќе биде сончево и топло со максимални температури од 32 до 39 степени. Веќе во следните денови живата во термометарот ќе го достигне и 40 степен, а од следната работна седмица се очекува да го надмине и 40 степен. Хронично болните лица и астматичарите да бидат особено внимателни, алармираат докторите. Апелираат да се избегнува директна изложеност на сончевите зраци од 11 до 18 часот и да се пијат многу течности. Посебно да внимаваат и помладите оти како што велат и тие се почесто се јавуваат во ургентните центри со срцеви и мозочни инфаркти. Мораат да внесуваат многу полесна храна и да внесуваат што е можно повеќе течности од 3 до 4 литри вода во текот на денот. Ако се долго изложени на сонце, може да започне една силна главоболка, може да се појават одредени вртоглавици, потоа варијации на самиот крвен притисок, покрај тоа може да се појави висока температура, па да мислат дека се настинати или болни, а всушност тоа да биде резултат на самиот топлотен бран. Додаваат дека ако почувствуваат било кој од овие симптоми, веднаш да се консултираат со својот матичен лекар. Воедно и препорачуваат да не се консумира мрсна и тешка храна и лесно расиплива храна, за да не дојде до евентуално труење. Да се внесува што е можно полесна храна, значи тоа да биде повеќе варено него мрсна и пржена храна, значи храната треба да биде добро приготвена, да не седи многу на високи температури. Хронично болните пак да ја земаат својата терапија, сите оние кои излегуваат на сонце, да носат лесна и светла облека, да користат заштитна крема за сонце, очила за сонце и капа. Докторите апелираат додека трае топлотниот бран да се почитуваат препораките. Вниманието и превенцијата остануваат најдобрата одбрана за заштита од високите температури.